Како се снима секс сцена? Секс-сцена. Едно од големите правила е дека треба сите да бидат да се тргнат од сетот. Значи остануваат само скелетен кру, значи само основните луѓе што треба. Значи нема ни клапер, нема ни само камерманот, снимателот и толку е тоа. Се гасат мониторите за не гледаат сите да се наредат и да ја гледаат таа сексуална сцена. За доколку има петинг, се користат и заштитни работи, пластични. На што работиш денес, кои ти се актуелните проекти? Предноста кај мене е што работам и како продуцент и како монтажер, така да работам на различни проекти од различни правци на движење. Во моментов нешто што за мене е актуелно е преекспонирано филмот, кој имавме премиерата во ноември 2022 година на фестивал во Кајро. Тоа е еден од големите 13-14 фестивали што се светски кажани како фестивали. За среќа сум бил на филмски фестивал во сите три варијанти. Како гостин, како некој што бил за бизнис, да го речеме тоа, за барање на проекти или представување на проекти, и сум работел на фестивал. Еве ќе дам примерот, како што кажав, дека нашиот филм фестивал има чувство, особено кога си во официјална конкуренција, има едно чувство на како да кажам, VIP личност, значи те зимаат со некое возило, па те носат, па те представуваат, и да е некој најмал фестивал што сум бил во соседните земји, пак има некој си момент на дружба, на VIP момент. Така. Тоа го зборам од аспект кога го презентираш твојот филм како во официјална конкуренција, ако избран. Баш те третираат убаво, буквално те шетаат по различни места, има забави, има запознавање на нови луѓе, особено нови луѓе кои се од твојата сфера и по цел ден зборите за филмови само. И убаво тоа чувство. Добро, може да ми кажеш која е баш задачата на еден продуцент, што све треба да покрие и што треба да направи? Има два вида на проценти, јас секогаш се објаснувам два вида на проценти, тоест европскиот, да не речеме нашиот принцип, и американскиот. Американскиот е тој само што дава пари и тука завршува неговата, да ги дава парите и ги контролира. И тука завршува неговата обврска. Додека во македонскиот и европскиот принцип е покри да најде средства за филмот, е малце и поорганизаторски. Тоа е еден вид на директор на фирма, каде што мора да ги контролира сите сектори или фабрика или било што, каде што мора да ги контролира сите сектори од начинот на изработка, од набавка на предметите, кај нас набавка на опремата, на сценограф, помош при набавката на сценографија и одредени работи, до на крај дистрибуцијата, односно продажбата на некој продукт. Кој е најголем предизвик во монтажа? Што е нешто што најмногу зима и време и концентрација и креативност? Највеќе драматургијата, да направиш едно, зависно од какво дело правиш. Веќе кажам 2-3 примера, ако правиш хорор, да го уплашиш гледачот со таа нека напнатост, суспенс. Ако направиш комедија, да го насмееш човекот, не само да ја го слеш еден кадар и да ја кажеш шегата, туку можеби да ја направиш на некој друг начин. Па битен е тајмингот, нели, за комедија. Особено тајмингот или во драма, некој да се почувствува тажен или весел во даден момент. Каде имаш завршено средно, факултет, нешто мастер после тоа? Добро, средното валјда за ова не е толку важно, најверојатно. Имам завршено на драмски ФД во Скопје. Имам одсек на монтажа завршено, кај еден ментор Грб, еден од постарите ментори, Димитар Грбевски. После тоа се запишав на магистарски и најинтересно е дека дури сега ќе магистрирам после толку години, че многу одамна. Причината не беше тоа затоа што не сакам да студирам или тоа, туку немав проект. Не сакав да завршам магистарски без проект. Работам на многометражен филм кој што имам измонтирано и сега треба да излезе, и беше причината тоа да бидам тој проект да ми биде магистарски дел. Како се проби во креативната индустрија? Предноста што кога завршиш на ФДУ веќе отприлика те знаат луѓето, ги комуницираат со тебе, ти се движиш во тие, да речеме, кругови. Веќе идеш, сакаш да идеш на снимање, сакаш да идеш на монтажи, ги викаш или те викаат. Највеќе word of mouth кај нас, значи немаш класично идеш CV да однесеш, па да те примат, па некое долго интервју.
Не, туку Битно е кој знаеш повеќе од него. повеќе е битно да бидеш присутен на тие настани, да бараш. И јас како студент тогаш често пати работев на доста проекти без надомест, што е Така, што гледам дека секоја нова генерација не е така одно прво се бараат пари, кои тоа големи средства, кога демек се јаките фаци да не ги наречем. Значи често пати одевме и работевме на проекти за или ниски пари или без пари, едноставно да бидеш дел од проектите. Буквално дали е на сет, дали е некој во монтажа или така натаму. И цело време кажувам дека ако ја сакаш работата, особено јас кога што сакам филмот, ни еден ден не чувствувам дека идам на работа, туку баш секој ден станувам во 5-6-5, дали е снимање, дали е во 7, дали е ноќаска во 2 сата треба да идеш, никогаш не ми било тоа проблем. Така. А во однос на менторската кариера, што ти е вака најинтересно, најубав дел од... Интересно ми е нивната желба за знаење на нови работи, што е доста една од поважните работи. Бидејќи, мислам дека академиите кај нас, особено зборот академија не е нешто како факултет, некој од тие што се само ради реда ги учиш, и предметите кои што ги учиме и кои ги предаваме и ние менторите и студентите, поќе занаечески да наречеме, но не само занаечески, туку и преку теоријата учиме како се прави тој занае, знаеш. Во однос на вака односот со студенти, каков предпочиташ да биде по неформално, по формално? Предпочитам да биде тој некој вид на неформален, но да се задржи односот ментор-студент. Треба да има неформален, сепак сме академија, сепак учиме некој филм или графика, каде што мораш да имаш и директен контакт со тие луѓе, не се само сувопарни бројки што ги учиш, туку мораш да имаш директен контакт за да им обрнеш внимание на секој студент и онда те прифати исто така дека не си ти тој лошиот човек. Но сепак мора да има еден малце авторитет и однос ментор-студент. Кој ти е омилен студент? Се шалам, не те прашам такви работи, не знам дека не сум, тој што ќе заврши домашната. Океј, добар одговор, да. Што ќе ме направи горд ментор и ќе иде по фестивали зашто е завршил домашната и ќе презентира пред другите луѓе. Значи сум успел да допрам до него, сум успел да извадам и креативноста кај тој студент и иако шега на страна сите се окей студенти без разлика на се.